Почитувана Ваша Екселенција Џанг Сјаојан, амбасадорка на Народна република Кина, почитувани представници на општина Штип, почитуван директор на Основното општинско училиште Ванчо Брке, ценети гости, почитувани наставници, драги ученици и останати присутни. Хуањен, добре дојдовте. Како што гласи една кинеска поговорка, јазикот е без нозе, но лута на 1000 милји. Така, кинескиот јазик денес допатува во нашето училиште. Со особена чест, искрена радост и огромно задоволство, во име на Основното општинско училиште Ванчо Брке Штип, ви посакувам срдечно добре дојде на денешниот среќен настан посветен на Меѓународниот ден на кинескиот јазик. Овој значаен ден не обединува преку една благородна идеја. Да се запознаеме, да се поврземе и да изградиме мостови на пријателство преку јазикот и културата. Денес заедно ќе ја почувствуваме убавината на еден од најстарите и највпечатливите јазици во светот и ќе се запознаеме со богатството на кинеската култура и традиција. Преку зборот, уметноста и традицијата ќе направиме едно мало, но значајно патување. Патување што не се мери со километри, туку со доживувања, знаења и инспирација. Настанов се реализира на иницијатива на амбасадата на Народна република Кина во Скопје во соработка со Институтот Конфуци при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје и нашето училиште. Секој значаен почеток со себе носи длабока порака и јасна визија. Затоа, со особена чест и почит го поканувам директорот на нашето училиште, Кокан Радев, да се обрати пред вас присутните и официјално да го означи почетокот на овој значаен настан. Директоре, поведете. Ваша Екселенција, почитувани гости присутни, почитувани ученици, наставници. Особена чест ви представува да бидеме училишни домаќин во обележување на овој настан, Меѓународниот ден на кинескиот јазик. Се надевам дека ова ќе отвори за нашите ученици нови хоризонти, ќе се запознаеме со една култура која можеби за нас е малку подалечна, но секако сигурно ќе ни биде многу интересна. Ви благодарам на присуството, почестени сме како училиште. Во време кога поврзувањето, разбирањето и пријателството меѓу народите имаат особена вредност, секоја следба добива подлабоко значење. Во таа насока, нејзиното присуство денес не е само дипломатски чин, туку символ на пријателство, соработка и заемно почитување меѓу нашите народи. Почитувани присутни, со длабока почит и искрена благодарност, ја поканувам амбасадорката на Народна република Кина, нејзината Екселенција Џанг Сјаојан, да ви се обрати. Повелете. That's the very way that Chinese people greet each other. I know that some of the kids have already learned how to greet with each other with Mandarin. Dear Mrs. Vesna Sorana, Secretary General of the Municipality of Штип, dear Principal Kochan Radef, dear Professor Liao Wei, dear Director from the Department of Textbooks from the Ministry of Education, students, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen, good morning. It's a true privilege to join you here
Ship to celebrate the International Chinese Language Day. Today is also the Hu Yu Day, the Grain Rain Day. It's a day for the grain to grow up, and very important in Chinese calendar. I wish to express my sincere gratitude to Dr. Reddit, and the elementary school Ventral Pike for your wonderful hospitality, and the Confucius Institute and Director Liao for helping us to arrange this meaningful event. The Chinese language is one of the world's oldest living tongues, a cultural symbol carrying the millennium-old wisdom and civilizations of the Chinese nation. It is fitting that today, as I mentioned, at the Grain Rain Day, one of the 24 solar terms in traditional Chinese calendar to celebrate the Chinese Language Day. According to ancient legend, it was during this season, over 5,000 years ago, that Changji, the ancestor of Chinese characters, created the first written symbols. You need to translate? Okay. From oracle bone inscriptions to today's simplified characters, the language has evolved through thousands of years, standing as a testament to the continuous vitality of Chinese civilization. Chinese is not only a treasure holding the collective memories of the Chinese nation, but also a shared spiritual legacy of all humankind. Почитувана господја Вишна Шорова, генерален секретар на општина Штип, почитуван директоре Кокан Радев, почитуван професоре Ляо Веј, почитувани наставници и ученици, почитувани гости, драги пријатели. Ми представува особено задоволство што денес сум со вас тука во Штип по повод одбележувањето на Меѓународниот ден на кинескиот јазик. Искрено им благодарам на Основното училиште Ванчо Прке и на Институтот Конфуци при УКИМ за поддршката и организацијата на овој настан. Кинескиот јазик, како еден од најстарите во светот, со себе носи илјадници години мудрост, историја и култура. Од своите древни почетоци до денешната современа форма, тој сведочи за континуитетот и виталноста на кинеската цивилизација. Во исто време, кинескиот јазик не е само средство за комуникација, туку и мост што ги поврзува народите, поттикнувајќи меѓусебно разбирање, почит и соработка. Денес, кинескиот е еден од 6 официјални јазици на Обединетите нации и најшироко зборуван јазик во светот. Го изучуваат повеќе од 200 милиони луѓе во над 180 земји. Овој растечки интерес јасно покажува дека културната размена и отвореноста кон другите народи стануваат се поважни во современиот свет. More than a system of communication, the Chinese language embodies the values of harmony and coexistence, serving as a bridge for exchanges and mutual learning among civilizations. As one of the 6 official languages of the United Nations and the most widely spoken native language in the world, Chinese is now taught in more than 180 countries and regions. Over 80 countries have integrated Chinese into their national education systems, with the global number of Chinese learners surpassing 200 million. This growing enthusiasm is a vivid reflection of the mutual attraction between China and the world, a marker of the times in which an open China shares opportunities with the global community. China remains committed to the Global Civilization Initiative, advocating respect for diversity of culture and of world civilizations. We stand ready to work with the international community to uphold universal human values, strengthen people-to-people exchanges, and jointly build a diversified, organized society. Во Северна Македонија интересот за кинескиот јазик и култура постојано се зголемува. Институтот Конфуци при УКИМ има едуцирано илјадници студенти, а се повеќе млади луѓе покажуваат интерес да го изучуваат овој јазик. Македонската академија на науките и уметностите е дом на првиот центар за синолошки истражувања на Балканот и е домаќин на првата кинеско-балканска конференција. Се повеќе македонски пријатели учат кинески јазик.
Мене секогаш особено ме радува кога на улиците во Скопје ќе слушнам топло и искрено Михал. Yes, as Anna said, she's just not just a staff of our embassy, she's also a friend and artist and a Macedonian citizen. As she said, that who came there are registered more than 5,000 students in the Confucius Institute, and I was greeted more than often while I was walking on the street by Macedonian friends speaking Mihao. This year's International Chinese Language Day theme is Chinese, lighting up colorful day, colorful dreams. We see these dreams realized in the stories of individuals like Mr. Igor Radov, the cousin of your director, known as Wang Haicheng, a sinologist who devoted decades to the study of China. And by the way, he's also very famous in China. Last year, we joined 60 young sinologists in writing to our President Xi Jinping, and received his reply. We see it in Diego from Veles, who practices calligraphy. He's sitting behind, and later he will share with you his calligraphy. And he has held exhibitions covered by our Chinese newspaper. Later, he will invite you to experience the charm of Chinese calligraphy firsthand. We also see it in Kadir, a young man from Tutong, who studied in China 3 years ago and gave himself a Chinese name, Sinan. He's right now in Guangzhou, and I noticed that his friends are here, and his companies has established both in China and Tutong, expanded business across the borders. And we have our friend Marian, who is right now in China, and his friends are also here helping. And many friends from the private sectors came to our help to prepare today's event. And thank you for their help as well. And these are the testament to show us that learning Chinese broadens horizons and helps to realize our cultures. Темата на овогодинешниот меѓународен ден на кинескиот јазик е кинески јазик, осветлување на шарени соништа. Господинот Игор Радев, познат како Фенг Хайченг, синолог кој посветил децении на проучување на Кина, им се придружи на 60 млади синолози во писмото до председателот Си Џинпинг минатата година и за возрат доби одговор. Ѓоке од Велес се занимава со калиграфија и одржал изложби кои добиле медиумско внимание од People's Daily. Подоцна тој ќе ве покани да го доживеете шармот на кинеската калиграфија. Кадир, млад човек од Тетово, студирал во Кина пред 3 години и себе си дал кинеско име, Симади. Сега течно го говори кинескиот јазик. Основал фирми и во Тетово, и во Кина и го проширил својот бизнис во повеќе земји низ Балканот. Нивните животни патувања се инспиративни приказни за тоа како учењето кинески јазик може да прошири нечии хоризонти и да помогне во остварувањето на нечии разновани соништа. I was asked why we choose Steve to hold this year's celebration. Because Shidip is a very important city and a very unique city that has a very special place in the cooperation between China and Macedonia. The expressway linking Miladinovic to Steve was financed and constructed by Chinese people and enterprises. And that has greatly shortened the travel time and significantly improved regional connectivity. Many Macedonian friends affectionately call it the China Road, or I would describe it as a friendship road. Steve is also home to the first national-level traditional Chinese medicine center in the Balkans, the only one of its kind in North Macedonia, which has been providing TCM, traditional Chinese medicine services, to local people for more than a decade. As I mentioned earlier, my friend Marian, native of Steve, right now is in China, bringing Chinese products to thousands of households across Macedonia. I sincerely hope that
more friends from STIP can learn Chinese and embrace the opportunities brought by China. I wish every Chinese language learner and admirer of Chinese culture a harvest of knowledge and friendship, a rewarding life and fulfillment of their dreams. Овогодинешниот настан по повод Меѓународниот ден на кинескиот јазик се одржува специјално во Штип, град кој зазема посебно место во соработката меѓу нашите две земји. Експресниот пат што ги поврзува Миладиновци и Штип, финансиран и изграден од кинеска компанија, значително го скрати времето на патување и значително ја подобри регионалната поврзаност. Многу македонски пријатели го нарекуваат кинескиот пат. Штип е исто така дом на првиот центар на национално ниво за традиционална кинеска медицина на Балканот и единствено ваков вид во Северна Македонија кој повеќе од една деценија обезбедува услуги од областа на традиционалната кинеска медицина за локалното население. Мојот пријател Маријан, роден во Штип, долго време се занимава со трговска соработка со Кина, носејќи кинески производи во илјадници домаќинства низ Северна Македонија. Искрено се надевам дека уште повеќе пријатели од Штип ќе учат кинески јазик и ќе ги искористат можностите што ги нуди Кина. На секој ученик по кинески јазик и обожавател на кинеската култура го посакувам жетва на знаење и пријателство, исполнет живот и остварување на нивните соништа. Once again, my heartfelt appreciation to all the kids present here today, to the faculties, to the teachers, and to the Confucius Institute, to the director, and our private investors. And once more, applause for Anna, our translator, Macedonian native speaker, and a talented artist who work with our colleagues in our embassy. Thanks, and thank you.